Почитуван подпредседателе, почитуван заменик министар за финансии, почитувани колешки и колеги. Пред нас е предлог ребалансот на буџетот за 2022 година, кој што е многу важен од аспект дека мора и треба да обезбеди продолжување на мерките и политиките за справување со последиците од кризата, особено за најранливите граѓани. Она што за мене е особено значајно и сакам да го истакнам е дека се предвидени средства за поддршка на пакетот мерки кој што го предложивме за унапредување на правата на лицата со попреченост. Целта на овој пакет мерки, кој што е адресиран и за кој што се обезбедени средства со ребалансот, не е само покачување на висината на правата, туку изголемување на обемот и достапноста до квалитетни услуги во делот на социјалната заштита, образованието и здравството, со што децата и лицата со попреченост мора да можат на еднаква основа да користат услуги, да се стекнат со квалитетно образование и да стекнуваат вештини со кои што ќе им обезбедиме влез на пазарот на трудот, односно да помогнеме да направат самостојни активни граѓани кои ќе придонесуваат и за себе и за државата. Новите права и услуги за 2022 година кои што се договорени и за што се обезбедени средства со ребалансот со неколку министерства и фондови се ослободување од партиципација за лицата со попреченост над 26 години. Тоа е едно долгогодишно барање на лицата со попреченост. Имено досега беа ослободени од трошокот за партиципација за болничко специјалистичко лекување само до 26 години. Сега се трга таа возрастна граница, затоа што е факт како што се зголемува возраста, дека се зголемуваат и здравствените предизвици со кои што се соочуваат лицата со попреченост. Понатаму покачувањето на правото за посебен додаток од 15% за сите три категории на корисници, како што е утврдено со програмата за работа на владата. И тука сакам да спомнам дека со реформата која што се направи 2019 година е многу значајно дека се утврдија три категории на корисници, односно износот на правото на самохраните родители кои што имаат дете со специфични потреби со пречки во телесниот или менталниот развој или комбинирани пречки во развојот до 26 години, нивниот износ на право се зголемува за 50%, а за материјално необезбедени родители кои што се корисници на ГМП, а имаат дете со попреченост, овој додаток се зголемува за 25%. Понатаму, други мерки за кои што се обезбедени средства со ребалансот се: потпишување на договорот за лицата што користат кохлеарни импланти за набавка на говорниот процесор, измена на правилникот за утврдување на список на поправки на ортопедските помагала за покривање на трошоците за сервис и поправка, намалување на времето за доделување на ортопедски помагала чевли од 9 на 6 месеци, промена на критериуми за користење на личната асистенција, односно дополнување со комбинирана попреченост, каде доминантна е телесната. Со оваа измена, значи оваа услуга ќе може да ја користат и лицата со церебрална парализа, проверка на усогласувањето на висината на правата со трошоците за живот. Она што исто така е многу важно е измената и дополнувањето на одлуките за цената на социјалните услуги за 2022 година, каде е предвидена цена за час индивидуален и цена за дневен третман за дете, лице со попреченост, од стручен работник во лиценцираните дневни центри за деца со попреченост, односно 858 денари за индивидуален третман и 1053 денари дневно по корисник, платени преку центрите за социјална работа. Во моментот, трите министерства, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за образование и наука и Министерството за здравство, го финализираат правилникот за работа на комисиите кои прават проценка по МКФ и кои ќе имаат обврската да го определуваат степенот на поддршка на децата со попреченост, а се работи на воведување на регистар на лицата со попреченост во Министерството за труд и социјална политика. Сите знаеме дека минатата година се обезбедија средства за вработување на 500 образовни асистенти, со што за прв пат системски се реши ова прашање и оваа потреба која што е навистина неопходна за да имаме инклузивно образование, и е многу значајно што со ребалансот се обезбедуваат средства за уште 225 асистенти врз основа на барањата и потребите кои што се доставени како информација од училиштата до ресурсните центри за поддршка и Министерството за образование и наука. Понатаму, предложивме и измени во Законот за социјална заштита и се надевам дека во многу скоро време сите заеднички ќе ги усвоиме, каде што се предвидува и намалување на возрастната граница за користење на правото за траен надоместок на 60 години за жени и 62 години за мажи,
Ова е исто така барање од страна на родителите на децата со попреченост. Во изминатиот период, преку проект на Светска банка, е развиена услугата помош и нега во домашни услови. Со ребалансот се обезбедуваат во буџетот на Министерството за труд и социјална политика 27 милиони денари, да овие услуги се плаќаат преку буџетот на Министерството. Во рамките на првиот повик за доделување грантови за развој на социјалните услуги на локално ниво, 22 проекти во 27 општини добија финансиска подршка. Најголемиот дел од нив, или 16, се за помош на стари лица и нега на стари лица во домот, 30 дневни центри за деца со попреченост, по еден проект е наменет за помош на стари лица во дневен центар и рехабилитација на лица со попреченост во локалната средина со услуги за советување. Преку овие услуги се опфатени 522 корисници. Дополнителен бенефит е што лицата кои што се ангажирани за реализација на овие услуги се од социјално ранливи категории кои претходно поминуваат стручни обуки. Сакам да напоменам дека изминатите недели беше објавен и нов повик на кој што ќе може да аплицираат сите единици на локалната самоуправа во соработка со граѓански организации, во соработка со даватели на услуги, за да развиваат социјални услуги во локалната заедница. Развојот на социјални услуги на локално ниво е навистина важен фактор во процесот на децентрализација и јакнењето на капацитетите на општините во интерес на граѓаните, а деинституционализацијата и децентрализацијата се главни принципи за успешни реформи и воведување на социјални услуги во заедницата. Завршено е и идејното решение за реновирање на јавната установа Завод за рехабилитација Скопје, кој треба да прерасне во модерен центар за давање на социјални услуги и за истото се обезбедени средства. До крајот на годината се обезбедени средства и за обезбедување на обуки и понуди за работни места за невработените родители на децата со попреченост во услугите од социјалната заштита и во дневните центри. Ова беше уште едно барање од родителите на децата со попреченост да се изнајде механизам да тие работно се ангажираат, затоа што во добар дел се невработени, затоа што мораат да се грижат за децата и да се најде начин да добиваат финансиска надомест за истото. Понатаму обезбедени се средства за отварање на центар за рана интервенција, кој што и како е потребен во нашата држава, во соработка со Министерството за здравство и граѓанските организации, отварање на 10 стамбени единици за живење со подршка за 50 корисници од специјалниот завод Емеркапија и јавната установа Завод за рехабилитација Скопје. Значи, зборуваме и мора да зборуваме за еден соопфатен систем во кој што се покачуваат правата, но секако мора многу да се вложува и во развојот на сервисите и услугите достапни за децата и лицата со попреченост, и мене навистина ми е драго што гледам дека ребалансот ги адресира овие мерки и потреби. Други особено значајни ставки кои што сакам да ги посочам се следните, а тоа е пораст на трансферите до единиците за локална самоуправа по делот на блок дотациите кои што се префрлаат за градинките и за училиштата. Значи, е вкалкулирана и исплатата на зголемувањето од 15% на платите за вработените во детските градинки и училиштата, почнувајќи од септемвриската плата, меѓутоа дел од овие средства е наменет и за материјални трошоци за подмирување на обврските на установите, што ќе има ефект врз облажувањето на последиците од енергетската криза и порастот на цените, а вклучени се и потребните средства за неопходниот кадар за отпочнување со работа на детски градинки, чие отворање е планирано во текот, односно најдоцна до крајот на годината. До крајот на годината информативно во Скопје е предвидено отварање на објекти во општините Ѓорче Петров, Карпош, Аеродром и Сопиште, градинките во Чаир, Арачиново се во изградба, во Центар започнува изградба на нова градинка, понатаму имаме изградба на објект за детска градинка во општина Свети Николе, село Ерџелија, проширување на постоечки простор на детска градинка во општина Росоман, реконструкција, адаптација на дневни центри за лица со телесна и ментална попреченост во општина Чашка и многу други. Исто така, како особено значајно, сакам да го спомнам изголемувањето на пензиите согласно новата методологија за пресметка на пензиите, според која усогласувањето на пензиите се врши според индексот на трошоците за живот во висина од 50% и порастот на просечно исплатената плата на сите вработени во висина од 50%, што значи дека во септември негде, согласно сегашните движења, ќе може да се очекува раст на пензиите во просек околу 1000 денари,
По објавувањето на официјалните податоци на Државниот завод за статистика, согласно кои ќе се изврши усогласувањето. Сакам да споделам уште една информација, а тоа е дека во тек е повик од страна на Министерството за образование и наука до единиците на локална самоуправа на територијата на цела држава и градот Скопје за изградба, доградба, реконструкција на училишни објекти. И тоа мислам дека е најдобар показател за тоа дали има или нема средства за вложување во училишната инфраструктура. Останува на желбата, ажурноста и капацитетите на единиците на локална самоуправа да подготват солидни проекти и да аплицираат во Министерството за образование и наука. Ви благодарам.